Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се дел од настаните. Како мерка за заштита против коронавирус, општините Тетово и Гостивар ќе спроведат дезинфекција во воспитно-образовните установи. Камионот ЈКП Тетово утринава во населбата Колтук удри во 6 возила. Новите мерки за заштита од коронавирусот внесоа промени во тековната работа на општинските изборни комисии. Средства за заштита и дезинфекција се поретко можат да се најдат по аптеките. Деновиве пак меѓу гостиварци се зборува дека и болницата нема доволно залихи. Оттаму негираат дека имаат проблем. Состојбата со коронавирусот одамна ги испразни аптеките од потребните средства за заштита и дезинфекција. Но во Гостивар деновиве се повеќе се зборува дека со заштитна опрема кубури и Гостиварската болница. Ова ни го потврдуваат и самите граѓани. Јас така имам слушнато. Знам дека се кинески. Тие едно време во изобилие имаше, сега моментално во криза е. Nije da nema, nego nema, devojka. Nema mlada damo. Što je problemat? Mi smo obični građani, ne ги знаеме тие работи. Ја денеска бев кај лекарот, кај домашниот, и го видов дека има маска. Реков, добре бе, за пациентите немате вие маски? Рече, нема доволно. Како што слушам, нема доволно ништо. Тврдењата на гостиварци ги негираат во раководството на болницата. Во општата болница во Гостивар тврдат дека има доволна заштитна опрема во однос на ракавици и маски. Давилат се троши периодов можеби за 1 месец колку вообичаено што се трошело за 1 година, но се трудат постојано да набавуваат нови материјали. Од овој регион има и лјадници и селеници во загрозените подрачја во Италија. Иако животот во Гостивар навидум вообичаено си тече, се чувствува страв кај населението. Јас самиот си работам со Италија, увезувам од таму чевли. Ама, еве сега, не отидов, требаше да идам. Не отидов, сега слушнав и затвориле границите, ама пред тоа, самиот човек се плаши, сам себе што се вика, треба да заштити тоа. Ја, фала Богу, немам тоа, ама имена ми е страв. Па има страв, секако дека постои страв. И секогаш медиумите известуваат низ светот. Повеќе од 100 земји има таков прогласена е пандемија. Сериозно треба да се свати овој. Инаку инфективното оделение во Гостивар е едно од центрите за изолација. Моментно собата е празна, но 11 лица кои биле во контакт со заразените сопружници од Дебар се во домашна изолација. Нови сомнителни случаи засега нема. Општина Гостивар ќе спроведе дезинфекција во училишните згради и детските градинки. Активноста се превзема како мерка за заштита против коронавирусот, додека трае прекинот на наставата. Градинките и училиштата од денеска па во наредните 14 дена ги затвораат вратите, како мерка за превенција од ширење на коронавирус. Во образовните установи на подрачјето на општина Гостивар, прекинот на наставата ќе се искористи за да се изврши дезинфекција во училишните згради и објектите на детските градинки. Согласно препораките на владата на Република Северна Македонија и општина Гостивар, прво како институција презеде мерки за вработените со купување на маски на сите вработени кои имаат секојдневен контакт со граѓаните и исто така купени се дезинфектанти за сите вработени во сите сектори. Во склоп со препораките на владата, 14 дена, знаеме училиштата се ослободени, тоест учениците се ослободени од наставата и во овој период општина Гостивар ќе изврши дезинфекција на сите простори во сите училишта за да безпречено продолжи наставата после 14 дена, ако така одлучат компетентните органи. Владата вчера ги зајакна антикорона мерките. Забранети се масовни собири и настани со над 1000 учесници. Спортските надпревари ќе се играат без публика. Воведена е задолжителна самоизолација на лицата кои доаѓаат од ризичните држави во период од 14 дена. Хигиената треба да биде на највисоко ниво. И од гостиварската локална власт упатија повеќе препораки до граѓаните.
Општина Гостивар им препорачува на сите граѓани да ја одржуваат личната и колективната хигиена, а исто така да избегнуваат контакти и безпотребни излегувања од дома, а пак граѓаните кои неодамна последниве денови патувале во земјите кои што се засегнати од коронавирусот, доколку забележат било каков симптом, да се јават во здравствените институции. На гостиварското подрачје засега не е регистриран заболен од COVID-19. На 11 лица кои допатувале кон крајот на минатиот месец од Италија, утре им истекува 14-дневниот период на домашна изолација и досега никој од нив не развил симптоми сомнителни на корона. И општина Тетово одлучи да превзема мерки за спречување на ширење на коронавирусот. Од општина Тетово соопштуваат дека е одржан состанок за координирање на потребните активности поврзани со конкретни мерки за спречување на ширење на вирусот корона на територијата на општината. На координативен состанок се донесени повеќе одлуки. Во петок ќе се започне со дезинфекција и дератизација како превентивна мерка на територијата на општина Тетово. Во следните денови ќе се започне со дезинфекција на јавни места и објекти со хемиска супстанција, која не е штетна по здравјето на луѓето. Ќе се формира кризен штаб, составен од представници од Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, Центарот за јавно здравје, Јавното комунално предпријатие Тетово, Клиничкиот центар и секторот за внатрешни работи Тетово, информираат од локалната самоуправа. Според одлуката, штабот за итни случаи ќе ги координира потребните активности за управување со ситуацијата со ширењето на коронавирусот. Тие активности се темелно чистење и дезинфекција на патиштата во градот. На граѓаните им се советува да избегнуваат престој во затворен простор, трговски центри, болници и градинки во овој период, наведуваат од општината. Во Тетово за можните случаи со висока температура и типични симптоми на оваа болест, на граѓаните им се советува да не излегуваат од дома и итно да се јават на телефонскиот број на Центарот за јавно здравје Тетово 075 240 464. Камион од ЈКП Тетово утринава во населбата Колтук удри во 6 возила. Во верижниот судир предизвикана е само материјална штета. Утрина во овој камион од јавното комунално предпријатие Тетово го собрал комуналниот смет од горниот дел на градот, но за назад собрали 6 возила. Автомобилите биле паркирани долж коловозот кој води кон Тетовското кале во населбата Колтук. За среќа, за време на верижниот судир немало никого. Причината е само материјална штета. Бега вратата, штетата е ова напред. Камион удрил тоа, не е само мојава, 10 коли има. Фатено и сега тоа е, ќе да правиме. Сакало да биде. Не добре што немало жртви меѓу луѓе. Па ја бев за малку тие колава, само што ти до вода да напуни ми требаше. Возачот на камионот и неговите колеги кои го собирале сметот не сакаат да зборуваат пред камера. Велат дека при симнувањето по долнината кај камионот настанал дефект, најверојатно откажале сопирачките. Од полицијата истакнаа дека имаат извршен увид и се работи на целосно расветлување на случајот. Камионот кој утринава предизвика верижен судир е стар повеќе децени. Жителите од населбата Колтук велат дека тој е единствениот кој еднаш во неделата го собира сметот од нивното мало, а поради дотраеноста и лани истиот камион завршил во зидовите на една куќа. Од ЈКП Тетово не успеавме да добиеме одговор дали ќе преземат мерки за обновување на возниот парк со цел спречување на сообраќајни несреќи. Новите мерки за заштита од коронавирусот внесоа промени во тековната работа на општинските изборни комисии. Обуките за избирачките одбори се одложени и се проверува и кои членови се вработени во јавните здравствени установи за истите да бидат заменети. Општинската изборна комисија на Гостивар изминатиот период спроведе повеќе подготвителни активности за престојните парламентарни избори. Новите мерки за заштита од коронавирусот кои важат од денес внесоа промени во тековната работа на комисијата. Обуките за членовите на избирачките одбори, чиј циклус започна пред една недела, се одложени. Ние ги почнавме нормално подготовките како што е вообичаено, значи пред тоа можеби 3 недели има што сме почнале.
Ги започнавме и обуките, веќе недела дена држиме обуки, меѓутоа синоќа ни стигна информацијата од страна на Државна изборна комисија, нормално согласно препораките од владата, дека треба да ги прекинеме обуките. И фактички денеска групата што беше предвидена ја прекинавме и се надеваме дека според информациите што ги имаме, дека после 2 недели ќе продолжиме со обуките доколку се разбира работите се одвиваат во позитивна насока. Согласно владините препораки, комисијата врши проверка кои членови на одборите се вработени во јавните здравствени установи, за истите да бидат заменети. И фактички ние значи сме задолжени да ги замениме членовите и старите и новите што се избрани, затоа што имаше некои нови членови кои што се избра. Значи треба да ги смениме и да ги со нови членови од други институции. Да, тоа е малку напорна работа, но се надеваме дека ќе излеземе на крај. Колку отприлика има такви во Гостивар? Во конкретен случај во Гостивар беше како интересен факт тоа дека претежно луѓето што ги избравме во пред 3-4 години кога беа значи формирањето на избирачките одбори беа претежно од здравствените установи, така што ќе има голема бројка ќе биде на луѓе кои што треба да се сменат. Од Општинската изборна комисија во Гостивар сметаат дека и покрај кратките рокови и воредните текови поради мерките против корона, ќе успеат да ги заокружат сите подготовки навремено. И во Тетовската изборна комисија обуки за членовите на избирачките одбори нема да се одржуваат до 24 март. Председателот на ДПА Мендух Тачи денес оствари средба со амбасадорот на Република Косово во земјава Ѓерѓ Дедај. Средбата се одвиваше во седиштето на ДПА. Во план е да остварам средба со сите политички партии во земјава. За престојните парламентарни избори очекувам фер и демократски процес. Нема да истакнеме поддршка за одредена партија, туку желба изборите да поминат во демократска атмосфера. Две лица повредени во сообраќајна незгода на локалниот пат Тетово-Фалише. Во полицијата пријавени и случаи на физички напади и приведени лица поради поседување на наркотици. Вчера на локалниот пат Тетово-Фалише се случила сообраќајна незгода во која учествувале непознато патничко моторно возило и мотоцикл, управуван од 19 годишен тетовец, а на кој како сопатник се наоѓал и 21 годишник исто така од Тетово. Повредениот возач и сопатникот пренесени се и задржани на лекување во Тетовската клиничка болница. 47 годишен жител на Гостиварски Добридол во СВР Тетово пријавил дека вчера неговиот малолетен син пред продавница во селото физички бил нападнат од друг малолетник. 35 годишна гостиварка пак вчера пријавила дека по меѓусебна вербална расправија во домот физички била нападната од нејзиниот 41 годишен сопруг. Во полицискиот билтен и информација за приведени лица поради поседување наркотици. Ноќеска околу 1 часот и 45 минути во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 56 годишник од Тетовско Теарце, затоа што при негов преглед му бил пронајден хероин. Вчера вечер околу 23 часот и 45 минути во Гостиварска Долна Бањица лишени од слобода биле две гостиварки на возраст од 29 и 39 години и 27 годишник од Долна Бањица, зашто при нивен преглед пронајдена име марихуана. Против лицата ќе следува соодветен поднесок, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. 6 сообраќајни прекршоци откриени во вчерашните контролни активности во Тетово и Тетовско. Најголемиот број од прекршоците откриени во вчерашната сообраќајна контрола, 21, се однесувале на неприлагодена брзина според условите на патот и на погрешно, односно непрописно паркирање, 17 прекршоци. Покрај ова откриени се исто така и двајца возачи кои ги управувале возилата без положен возачки испит, 3 возила со истечена регистрација, 1 возач почетник,
еден алкохолизиран возач и така натаму. На сите прекршители изготвени им се прекршочни и мандатни платни налози, како и 26 писмени предупредувања. Од СВР Тетово информираат дека ваквите контроли наредните денови ќе продолжат со несмалено темпо и динамика, зашто предстои период кога вообичаено ќе се зголеми вкупната фреквенција на возила и посебно на мотоцикли, кои со затоплувањето на времето ќе ги има во се поголем број на тетовските улици и околните регионални и локални патишта, како и на поширокото гостиварско подрачје. Со ова ги завршуваме денешните регионални вести. Останете со програмата на телевизија Кисименада. Пријатно!